Втората светска војна се смета за едно од најголемите зла на човештвото. Годинава се навршуваат 71 година од денот на победата над фашизмот, 9 мај, кога сојузниците Сојузот на Советските социјалистички републики САД и Англија ја принудија Германија на капитулација, а од страна на припадниците на Црвената армија беше спуштено германското знаме од Рајхстагот во Берлин. Германскиот фашизам уништи се што човекот до тогаш го градел, ги уништи градови, градски населби, села, фабрики, мостови, патишта и се друго што човештвото го градело. Во Втората светска војна учествуваше голем број на жители, негде околу 2 милиарди 100 милиони учествувале во Втората светска војна. Или да кажам дека во Втората светска војна загинаа 50 милиони жители и ранети беа 35 милиони. Останаа вечно инвалиди. Македонија беше дел од коалицијата која се бореше против Германија и нејзините сојузници. Битола и регионот во оваа војна дадоа 613 директно загинати и околу 80 кои починале поради здобиените повреди. Македонската војска даде 25.000 жртви за време на Втората светска војна. Претседателот на Сојузот на борци од Битола Трајковски вели дека само учесниците во војната знаат што значи војна и што значи мир. Војната носи катастрофи, уништува се што дотогаш човекот градела. И затоа треба светот и светската јавност да знае дека треба само мир, преку мирот може да се створат услови за живот, за животен стандард и се друго што е благодетно за човекот и за човечката екзистенција. 9 мај покрај победата над фашизмот се смета и како Ден на Европа, бидејќи го означува пресвртниот момент во кој е дефиниран идниот изглед на Европа. Датумот се одбележува и во насока на потсетување на злото кое го остави фашизмот, со цел да се потенцира дека тој се уште не е искоренет во Европа и светот. По повод 9 мај членовите на Сојузот на борци од Битола, како и членови на неколку политички партии, положија свежо цвеќе пред споменикот на паднатите борци во народно-ослободителната борба.